إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Ние сме веќе при крајот во делот од книгата на Ел Мухаррар, книгата на намазот. Преостануваа значи уште 3 поглавија кои ние биднилахи таала вечерва ќе ги завршиме. А од тие поглавија кои се предостанати се, велит авторот Ибн Абдул-Хади рахимуллах, бабу ма юмнау лупсуху ау юкраху ва ма лейсе кедалик. Значи поглавија, оние работи кои се забранети да се облакаат, оние работи кои се непожелни и оние работи кои не се така. Значи не се така како претходните, не се ни забранети, ни значи не се значи ни не сакани, значи туку е дозволено. Првиот хадис кој го спомнуваат авторот Ибн Абдул-Хади рахимахуллах, дека Абдурахман ибн Гhanam кажуваат, му пренесуваат Абу Амир ал-Аш'ари, дека Абу Амир ал-Аш'ари го има слушнато пегамберот салаллаху алейхи ва селем следното: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. Во овој хадис кажуваат посланикот салаллаху алейхи ва селем дека ќе имат луѓе од мојот уммет, кои го прават халал, значи ја прават халал зината, блудот, го прават халал свилата, значи облеката од свила за мажите, го прават халал алкохолот и ги прават халал музичките инструменти. Значи пегамберот салаллаху алейхи ва селем овде во овој хадис не предупредуваат нас од оние луѓе кои ќе се појават во умметот од Мухамед салаллаху алейхи ва селем, кои тие овие огромни гревови ќе ги прават халал. Јестехиллун, значи истихлал е на арапски, значи нешто не само да го праеш. Ова не е праењето, дека некој може да падне во овие работи или да сгреши, не. Јестехиллун, значи го правит халал. Значи имате овде разлика да пие некој пример пиво, алкохол, но тој знаете кај е харам. Ама тој да пие, да вели не, ова не е харам, ова е халал. Значи ова е поголемо. И овие работи, дури може некој од овие работи, значи да го исфарла човекот и од верата. Велит шејх Зейд рахимахуллах во објаснувањето на овој хадис, велит во насловот на ова поглавија учиме 3 работи. А тие се дека облеката за мажите е 3 врсти облека. Првата облека, првата врст е онаа која е забранета, како на пример она облека од свила. Значи свилата е забранета за машките на овај уммет. Втората врст е она што не е посакано да се облакат. А тоа е токму оние работи кои имат во нив, значи фрлање на пари, така да речеме. Значи злоупотребување на парите. И тие работи значи се непосакани. Трета и последна врста на облека, тоа е она која е дозволена. Таа значи оние облеки другите кои се дозволени.
Потоа почнуваат Шейх Зейд рахимуллах со објаснувањето на овој хадис и вели дека првото правило кое ние го одземаме од овој хадис е дека овој хадис е од муаџизат, од муџизинат од пегамберот салаллаху алейхи ва селем. Зошто? Затоа што пегамберот салаллаху алейхи ва селем извести за овие работи во неговиот живот, дека овие работи покасно има да се случат. И токму некои работи, токму некои работи се имаат веќе случајно. Исто вели Шейх Зейд рахимуллах, од придобивките што ги земаме од овој хадис е дека е строго забранет блудот. Значи, не сме човек, не му е дозволено да се осмели за таква работа, да ја наречи, дури да ја осуди за дозволена. Туку строго е забранета таа работа и тоа ги уништуваат луѓето и нивните фамилии и така натаму. Третото правило кој го учиме, вели Шейх Зейд рахимахуллах, тоа е дека е забрането за машките од овој уммет да облакаат сфила. Освен за оние исклучоци. Значи има неколку исклучоци во кои е дозволено да се облечи сфила. Но тоа ќе дојме, значи, во текот на ова поглавие. Четврто правило кое одземаме од овој хадис, а тоа е дека алкохолот е забранет и харам. И дека алкохолот е мајка на сите лоши работи. Алкохолот е мајка на сите лоши работи. И паметниот човек, значи човекот со ум и разум, никогаш не дозволуваат за себе си свој да го пушти пониско, дури од животните. Зашто со конзумирање на тој алкохол, токму тоа се случуваат. Значи тој станува дури и понизок од животните. И затоа вели пегамберот салаллаху алейхи ва селем во други хадис, а тоа е во Муснед имам Ахмед пренесет и Шейх Албани рахимуллах го имат како сахих класифицирано. Вели пегамберот салаллаху алейхи ва селем за три врста луѓе Аллах субханаху ва таала го забранил џеннетот. За три врста на луѓе Аллах субханаху ва таала го забранил џеннетот. Први е оној кој конзумират алкохол, значи алкохоличарот. Втори е оној кој не е послушен спрема своите родители. И трети е оној еддејуth е оној човек кој не се грижи за својата фамилија, како излага таја и како се носи и што правите. Еддејуth, значи пегамберот салаллаху алейхи ва селем кажа дека тој нема да влезе, му е нему забранен џеннетот. Ова значи дека ова од големите гревови. Сини не велиме дека овие ќе остана за секогаш во џехеннем, не. Значи за секогаш во џехеннем се сои само со ширк и со куфр. Другите гревови се под Аллаховата волја. Значи кому сакат Аллах субханаху ва таала му простит или кому го сакат го казнуват, а потоа го стават во џеннет. Но сепак, значи кој е во стање да сед еден час во џехеннем, еден ден во џехеннем, една недела, една година. Значи еддејуth, оној човек, значи кој не имат никаков осет и никакво, значи, загрижување за својата фамилија. Значи, за својата фамилија, значи за својата сопруга. Значи, не го интересират како излагат, како се облакат и така натаму, не го интересират. Нема љубомора и така натаму, точно. Значи, ова е голема закана во вистина за тие луѓе. Затоа, значи, во минатото, кај арапите се употребувал еден збор,
зад секој еден голем човек стоите една жена зад него. Значи, за секој еден голем човек, значи го воспитала него мајка, кој го воспитала него добро. Денеска велат, за секој еден, за секоја една гола жена, стоите еден ваков човек. The youth. Човек, значи, кој нема никаков осет. Што прави жената му, како пред, каде ој, што ој, ич. Овие не се работи, значи, кои муслиманите ги дозволувале за себе си. Никогаш. Петтата работа исто која е забранета и која учиме од овој хадис е забранувањето на музичките инструменти. Забранувањето на музичките инструменти. Дека тие се забранети и со нив исто припаѓаат и музиката, пењето. Значи немој да мисли некој дека пењето нема врска со музичките инструменти. Значи и тоа и музиката и пењето се дел од овој хадис, што значи се забранети. И вели шејх Зейд рахимуллах, дека може би денеска ова ширење и олку што е проширена низ земјата и низ целиот свет музиката и што во секоја куќа веќе влегла. Значи треба човекот да се пази за себе си и за своето семејство и во друга страна тој треба наместо слушање на таа музика и на тие значи иморални зборови и лоши работи содржувања, тој подобро да слушат, односно да читат Куран и да читат исто суннетот од пегамберот салаллаху алейхи ва селам. Се со тие две, со читање на Куранот и читање на суннетот на хадисите од пегамберот салаллаху алейхи ва селам, во нив ќе најдат мир и спокој за неговото срце и за неговата душа. И така се оживуваат, значи, срцата на луѓето во читање на Куранот. Потоа спомнуваат авторот следниот хадис, од Худзаифа. Кажуваат Худзаифа радијаллаху ан قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والذباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري. Во овој хадис, кој го пренесуваат Худзаифа радијаллаху ан, кажуваат дека посланикот салаллаху алейхи ва селем ни забрани на нас да пиеме и да јадеме во садови, значи тањири, лајци и така натаму, што се од злато и сребро. Значи, златни тањири или лајци или вилушки или чаши или сребрени, тоа им е забрането на овој уммет. Како и на машките, така и на женските од овој умет, значи им е забрането. А исто на машките додатно, исто лупсел харир, облакањето, значи на облека која е од свила. Тоа е забрането, значи забранета за машките од овој умет и ва ан неджлиса алей, и да го употребуваме свилата како за, значи како чебе за седнување. Значи кој седнуваш на него, пример го покријаш каучот или други работи, и тоа е забрането. Значи за да седат мажите над него, после да седнуваат, исто е тоа забрането. Забрането значи за машките од овој уммет. Потоа следниот хадис, а тој од Еби Уthman ан-Нахди, قال: أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بإصبعيه والسبابة والوسطى. متفق عليه. أبو عثمان النهدي кажуваат: ние бевме со Утба во Азербејџан. Значи Азербејџан, арапски значи Азербејџан, значи за Азербејџан. Ние бевме таму, ни дојде нас едно писмо од Омар
ibn al-Khattab radijallahu an. Del, vo тоа писмо што пишуваше еден дел, дека пекамберот салаллаху алейхи ва селем забранил, значи за машките да облакаат свила. Освен, значи во овој хадис колку два прсти само. Значи целата твоја кошула дозволено е да имат колку два прста свила на неа. Значи цела кошула, значи само два прсти. Следниот хадис кажува значи 4, значи колку 4 прсти, колку 4 прсти, колку е на раката ке речено, толку е дозволено, како што вели тука следниот хадис, вали муслимин ан Умар قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو 3 أو 4. Значи во Сахих Муслим, во другиот ривајет, дека Омар радијаллаху ан кажува дека пегамберот салаллаху алейхи ва салам забрани за машите на овај умет да облакаат свила, освен два прсти, 3 или 4. Значи колку 4 прсти, значи облеката од еден муслиман дозволено е да имаат значи да или пантолони да се или слични работи, само 4 прсти за машките. Значи женските од овој умет им е дозволено значи целосно да употребуваат свила, но за машките значи 4 прста. Следниот хадис, а тој од Анас ибн Малик, أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما متفق عليه. أنس رضي الله عنه prenasуваат дека пегамберот салаллаху алейхи ва селем му дозволи на Абдурахман ибн Ауф и Зубеир да облакаат кошули од свила во текот на нивното патување. Поради што има чир на нивната кожа. Знаете што е чир? Да. Значи тоа е болест која имат и многу значи трзаници, значи предизвикува значи да те чешаници на кожата. Во такви ситуации свилата значи подобро за носење за облакање, за таа кожа не му смечава толку и не поти толку, и тогаш е значи дозволено исто така, значи што рековме претходно ќе дојде тоа, еве сега тука е, значи ова е исклучок исто. Исклучок ако се значи установи дека човекот има некои болести такви и слични на неговата кожа и се докажува дека свилата може значи тие болести да ги омлажит, значи да ги подмлажит, да ги олесна ке натаму, тогаш е дозволено и за машките. Но тоа е како во овој случај, значи има тие чир на кожата. И тоа беше што го дозволуваше значи да облечат. И затоа од ова учиме исто, ако забележиш кај еден муслиман дека имат свила облечено, не од добриот морал, од воспитувањето, за ти него да го нападниш од почеток. Туку може би има тој некоја причина, има проблем на неговата кожа. Затоа значи добро е првим значи да се увериш зошто тој е облекол таа кошула или тие пантолони, за да знаеш после тоа себепот дали тој онака обично или па може би поради некоја причина. Потоа следниот хадис од Али ибн Аби Талиб радијаллаху ан قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نساء متفق عليه. Али радијаллаху ан кажуваат дека посланикот салаллаху алейхи ва селем ми подари мене еден костум. Но костумот беше значи од свила.
Потоа ја излегов со него кај посланикот салаллаху алейхи ва селем и забележа во неговото лице неговата лутина. Значи не беше костумот за него да го потребуваат, таја облека туку, значи за сопругите или да се направи нешто друго и така натаму. Тогаш Али ради Аллаху ан само со погледот кој го погледна пекамберот салаллаху алейхи ва селем, разбра дека има направено грешка и потоа го врати дома и им го даде на сопругите, односно на жените од неговата фамилија. Исто следниот хадис, тоа е Абу Муса ради Аллаху ан, анна Расул Аллах салаллаху алейхи ва селем قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. Вели посланикот салаллаху алейхи ва селем дека им се направи халал златото и свилата за женските од мојот уммет. Значи, халал е да употребуваат злато и свила женските од мојот уммет, а им се забрани на машките од мојот уммет. Значи, на машките им е забрането и златото и свилата. Значи, овде има многу слабости кај нас во нашите краеви, што највеќе, значи, расширено да носат златни прстени мажите, златни наруквици, златни ланчина. Значи, тоа е кај нас многу расширено, луѓето, значи, и тоа треба, значи, треба тие да се воспитуваат. Треба да се воспитуваат дека овие работи се забранети. Се забранети. Но, иако е дозволено златото за женските на овај уммет, ова не значи да жените пред туѓите мажи тие накити да ги искажуваат. Значи, ова е друго меселе тогаш. За неја е тоа дозволено, но таа не сме да излези на улица и да се гледаат нејзи накитите. Значи, ова е забрането. Значи, на улица спрема, значи, туѓите мажи не сме нејзи да ги гледаат нејзините накити. Ова е забрането. И затоа, значи, мажот имат одговорност. Тој треба да гледат дома. Да гледат, ако има неговата сопруга прстен на раката. Надвор излези не сме со него. Да. Дојде таа в продавница и не зна каде, и да гледат другите мажи, тие наките на нејзините раца. Забрането. Треба тогаш, ако сака, довлечит ракавице. Довлечит ракавице. Следниот хадис, а тоа од Шу'ба عن فضيل بن فضالة عن أبي رجاء قال: خرج علينا عمران بن حسين وعليه مطرف خز فقلت: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبس هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. Во овој хадис кажуваат Ебу Раџа дека еден ден излезе кај нас, значи излезе во нашето друштво кај што бевме, се појави Имран ибн Хусейн, значи другар од пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Имаше облечено, значи еден костум кој беше од волна. Значи костум од волна беше костумот. Но некои алими го тумачат хаззин, зборот хаззин, свила. И затоа некој од присутните му рекол: о, другар на пекамберот салаллаху алейхи ва селем, а ти го облакаш ова? Тогаш тој рече: јас сум го слушнал пекамберот салаллаху алейхи ва селем да вели следното, а тоа е: Аллах навистина сакат кога му подаруваат на својот роб некоја добрина, некој, значи, благодат, Аллах сака навистина тој благодат да го види кај својот роб. Значи од захвалноста исто на благодатите спрема Аллах субхана ва таала е да тие да се видат кај тебе. Не некои, значи, имат благодати
и живит ко робјак. И живит ко робјак. Значи, тој е уште на дуњалокот е во вистина казнет. Уште на дуњалокот е на вистина казнет. Значи, тука не е облеката од свила. Затоа Имран ибн Хусейн ради Аллаху ан, значи имаше облечено, но некои алими подоцно мислат дека тоа хаззин, зборот хаззин, значи се тумачи една врст на свила, и Аллаху а'лам. Следниот хадис, а тој од Абдулlah ибн Амр, قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال أأمك أمرتك بهذا؟ قلت أغسلهما قال بل احرقهما. Во овој хадис, кој го пренесуваат Абдулlah ибн Амр, кажуваат дека посланикот салаллаху алейхи ва селам ме виде мене еден ден во мојата облека која беше црвена облека. И тогаш ми рече тој, а мајка ти твоја ова ти го даде, односно ти го нареди, ама ова ти го даде. Значи, тогаш Абдулла му рече на пегамберот салаллаху алейхи ва селам, ала дали да ја измијам ова облека и да ја извадам? Не му рече пегамберот салаллаху алейхи ва селам, туку ќе изгориш. Од овој хадис учиме дека облакањето на црвена фарба за машките од овај уммет претпоставуваат имитирање на жените. Но овде треба да пазиме многу добро. Овде која е таа црвена фарба се намеруваат? Она фарба црвена која со зафран, зафран, значи, таа е, вели Шех Албани рахимахуллах, значи како протокалова фарба, значи она отворена, ама интензивен, значи фарба на протокал. И тоа да биде, значи цела облека, значи цела, од озгора кошулата до долу. Значи како арапинеш имаат, значи галебијата, цел, значи целосно биде таа фарба. Овде се подразбира дека е забрането и да би, значи сафранот, значи така е тој, значи црвен. Значи црвен со сафран. А во други пренесувања, како што вели Шех Ибн Баз рахимуллах, и е пренесето дека пегамберот салаллаху алейхи ва селам имаше облечено, значи црвена фарба. Значи црвена обична фарба. И друга, значи работа што е важна во врска со овој хадис, значи она облека која е измешана, значи фарбите, пример, панталоните се црни, маицата е црвена, тоа не играт улога тогаш. Значи, биде цело црвено, во цело црвено. Ама ако е малце измешано нешто, тогаш овде лимите нема никаков недоразбирање, туку сите се согласни дека тоа е дозволено. Несогласноста е само ако биде све, значи све во црвено целосно. Да, тогаш тоа се забранува. Следниот хадис, а тој од Али ибн Аби Талиб ради Аллаху ан, анна Расулаллах салаллаху алейхи ва селам наха ан лупсил qaси wal mu'asfar. Значи, пегамберот салаллаху алейхи ва селам забран исто да се облакат за машките свила и исто таја црвена боја која ние веќе претходно сега, значи е објаснавме. Следниот хадис, а тој од مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. Овде Аиша ради Аллаху анха пренесува дека пегамберот салаллаху алейхи ва селам излезе еден ден, значи хладне време, и тој имаше облечен еден костум, кој на тој костум, и костумот беше црн костум, црна фарба на костум, и имаше на него знаци.
имаше на него знаци, костумов. Значи знаци како да беа исплетени на него, значи знаците. Значи знаеш како на пердено може да замисли знаци, така. Но што знаци беа тие? Се опишува точно во хадисот. Миротун мурахалун. Мурахал е ова, значи имаше знаци на самарот од камилата, самарот од конјот и такви работи. Значи работи кои немаат душа. Значи самар, дрво. Значи дрво, значи како е самарот, значи извиткан така имаше некои знаци на костумот од пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Но работи кои немаат душа, значи не пилиња, не гаврани, не што ти знам ја други работи, не. Што значи дека овие работи се дозволени. Ова работа е дозволена. Значи она што е забрането, да, камен, дрво и слично натаму. Значи она што е забрането се работи, значи кои имаат, значи душа. Значи тие се крави, коњи, камили на себе си, цела камила би нацртана, значи тоа е забрането. Ама да имат самар од нејзин или опинок од нејзин, значи тоа да. Момент. Тоа беше значи дел од ова поглавие и веќе сме, значи го завршиме поглавието во врска со облеката. Сега сме поглавието Бабу салатил кусуф. Бабу салатил кусуф. Намазот кога се помрачува сонцето. Односно кога се затемнува сонцето и месечината. Значи намазот како се кланјат муслиманот и како треба да постапи кога имат замрачување на сонцето. Значи се слушнале вие, значи се известувате дури, значи дека имат на тој и тој ден замрачување на сонцето. Ова се има случајно исто и во времето на пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Како што пренесува тука Мугира ибн Шу'ба قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف ما بكم متفق عليه. Во овој хадис, како што пренесува Мухира ради Аллаху ан, дека во времето на пекамберот салаллаху алейхи ва селем се случи да сонцето се помрачи, а тоа беше во денот кога умре синот од пекамберот Мухамед салаллаху алейхи Ибрахим. Кога умре Ибрахим ради Аллаху анху, тогаш поради тоа замрачување на сонцето, рекоа луѓето, замрачи сонцето поради смртта на Ибраима. Тогаш рече посланикот салаллаху алейхи ва селем, навистина сонцето и месечината се два знаци Аллахови. Значи знаци створени Аллахови. Тие не се замрачуваат поради смртта или поради раѓањето на некого. Ни поради смртта, ни поради раѓањето. И кога вие ќе забележите тоа замрачување, тоа стемнување дали на сонцето или на месечината, тогаш молете му се на Аллах. Молете му се на Аллах и клањајте намаз се додека тие работи се оттаргнат од вас. Се оттаргнат од вас. Шейх Зейд рахимуллах велит, значи целта е тука бил кусуф, значи да се мени значи халот, значи ситуацијата, значи формата значи на тоа, значи на начинот што се вели на сонцето, како што е тој светлост, како што значи пушта зраци на светлост, да стане значи темниност. Значи наместо светлост да имат е темност. Значи да се мени значи неговата ситуација.
Исто така, значи, кај месечината и месечината исто да биде, значи, од месечина полна, да оди, значи, на намалување. Дојде на намалување. Намазот, кога се случуваат овие две работи, дали кај месечината или кај сонцето, е потврден суннет од пекамберот салаллаху алейхи васелам да клањаш намаз во тоа време. И тој намаз тогаш се случуваат кога тоа се случува на месечината и на сонцето. Значи немат време одредено. Туку во моментот кога забележуваш ти дека се замрачува сонцето, ти се дозволява тебе да го клањаш тој намаз. Разбравте? Значи во моментот кога забележуваш нешто од тие две работи. И сите овие работи, овие две случки тука, се за поука за народот и да се подсетат народот и да се разбудат луѓето. Значи да се разбудат. Да се разбудат, да биде тоа како потрес за нив. Разбудување да биде од сонот. Да се вратат, да помислат дали тоа што го правеле досега било добро или било лошо, па треба да се покајат. Сето овие, значи, се случуваат поради овие работи. Но не се случуваат како што велеа луѓето во џахилија, значи во џахилијето, во предисламското време, тоа не се случува да тие да се замрачат поради раѓањето на некој голем или смртта негова. Значи тоа нема никаква врска и никаква причина со тоа. Следниот хадис е од Аиша радијаллаху анха, أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات متفق عليه. Во овој хадис кажуваат Аиша радијаллаху анха дека пекамберот салаллаху алейхи васелам во намазот за замрачување, кога се случуваше замрачувањето во тој намаз, читаше наглас. Значи, учеше наглас. И се клања 4 рекати во 2 рекати и 4 сеџдиња. 4 рекати, 4 рекаат, 4 рекаат фи рекатейн. 4 рекати во 2 рекати. Не, така, не е така. Гледаш? Значи, затоа треба објаснувањето на алимите. Толку е важно. Шејх Зейд рахимуллах го објаснува. Овде зборот рекаат е рукуат. Рукуа. Што значи, во секој ден рекаат по 2 руку праше пекамберот салаллаху алейхи ва салам. По 2 руку. Значи, беше Аллаху екбер, текбир, читат, учит, наглас. Од на руку. Се враќат назад. Повторно учит, читат. Повторно од на руку. Се враќат назад и после од на сеџда. И сеџдината секако и во другите намази. Значи, ова е разбирањето на 4 рекаатин фи рекаатейн. Значи, овде 4 рекаат е, значи 4 рукуа во 2 речати. Значи, во првиот речат 2 руку и во вториот речат 2 руку, се прават 4. И тоа се разјаснува тука уште подобро во следниот хадис, а тој од Абдуллах ибн Аббас радијаллаху анхума, кога вели Абдуллах ибн Аббас радијаллаху анхума, се случи во времето на пекамберот салаллаху алейхи ва салам да сонцето се замрачи. Тогаш пекамберот салаллаху алейхи ва салам стана и се клањаше долго. Што во првото читање, во првото учење, учеше
колку суратул Бакара цела. Значи околу 300 ајети. Околу 300 ајети. Околу 300 ајети, значи. Во првото учење. Потоа отиде пекамберот салаллаху алейхи ва селем thumma рака'a руку'ан тавила. Потоа отиде на руку и остана многу долго. На руку. Првото руку, значи. Остана многу долго. Thumma rafa'a faqama tawilan. Потоа стана, се исправи и пак остана долго, значи, во читањето. Значи, во второто ова. Стана и сега ти мислиш дека ќе наседиш овде, не. Пак седи горе пекамберот салаллаху алейхи ва селем и учеше, значи, повторно. Но ова второ седење не беше колку првото, колку сура Ал-Бакара, да речеме. Туку малце пократко. Потоа отиде повторно на руку и остана долго. Но не толку долго колку во првото на руку. Потоа се исправи и потоа отиде на сеџде. Thumma саџада. Значи, потоа отиде на сеџда. И потоа, значи, кога ги направи двете сеџдина, потоа, значи, пак истото го правеше, исто онаке, како во првиот рекаат, но увек пократко и пократко беше седењето. Увек пократко и пократко. Кога веќе заврши пекамберот салаллаху алейхи ва селем со неговиот намаз, значи, замислите колку долг намаз бил, потоа пекамберот кога заврши со намазот, веќе беше тоа смраченоста на сонцето исчезната. Значи, беше смраченоста на сонцето исчезната. Значи, ова беше, како што вели шех Зейд рахимуллах, овие хадиси сите опишуваат, значи, начинот како се кланјат намазот кога се случува смрачување на сонцето или на месечината. Има други хадис, што го спомнува тука авторот Ибн Абдул-Хади рахимуллах Ибн Аббас, а тој е дека пекамберот салаллаху алейхи ва селем се клањаше кусуф, смрачување. Тука не се спомне со смрачување, дали на месечината или на сонцето, само смрачување. Qara thumma raka'a, thumma qara thumma raka'a, thumma qara thumma raka'a, thumma qara thumma raka'a, thumma sajada. Во ова пренесување, во второто пренесување од Абдулlah ибн Аббас, се укажуваат дека пекамберот салаллаху алейхи ва селем 4 руку правеше во еден рекаат. И потоа одеше на сеџда. Значи 4 руку во еден рекаат. Значи читаше на руку, се креваше пак. Читаше на руку, се креваше пак. Читаше на руку, се креваше пак. Читаше на руку, се креваше пак и потоа одеше на сеџда. Значи 4. Но, како што велите имам Ал-Бухари, дека и го пренесуваат имаме Тирмизи од имам Ал-Бухари, дека имам Ал-Бухари рахимуллах велит, најаутентичниот ривајет во врска со начинот за намазот за кусуф е оно што има 2 руку во еден ракаат. Значи, хадисот на Аиша ради Аллаху анха и првиот на Абдулlah ибн Аббас. Значи, со 2 ракати, 4 рукуа. Значи, во првиот 2 и во последниот исто 2. Тоа е, значи, најаутентично. Исто друго правило што има во врска со овој намаз, а тоа е во последниот хадис во ова поглавие и од Аиша ради Аллаху анха, дека анна шамса khasafat ala ahdi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam فبعث مناديا الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين متفق عليه. Значи, حادثة од Аиша ради Аллаху анха е во Бухари Муслим, а тој е дека во времето на пекамберот салаллаху алейхи ва селем се случи замрачување, а потоа кога се случи тоа замрачување,
испрати пегамберот салаллаху алейхи ва селем еден човек да повикуваат, значи да повикуваат наглас, на висок глас да викат ес-салату джами'a. Значи намаз на джамаат, намаз на собир. Значи ова е дозволено и в джамија на мимбер да се вика, на минара. Значи за да дојдат муслиманите да го клањаат. Да, па заедничко е пегамберот заедничко го клањаше. Значи заедничко. Значи да дојдат и муезинот вика ваке, не прави езан тука и салој викање и работче, по нинош им текнало их да се изве... Не, викат едноставно ес-салату джами'a. Тоа му рече пегамберот салаллаху. Оди и викни, значи кажи ес-салату джами'a. И потоа дојде луѓето, се собра. Се собра, зошто се собра? За клањаат заедно сите во џемаат. Синач ако беше секој поединачно, секој ќе се кланяше дома. И отиде пегамберот салаллаху алейхи напред, значи како имам и направи текбир и се клања, значи четири рукуа во два рекати. И значи нормално во секоја рекат по две сеџдина. Значи нормално сеџдината како и во другите намази без никаква разлика. Сега последното поглавие од оваа изворедна книга, книгата на намазот, а последното поглавие Бабу салатил истисқа. Бабу салатил истисқа, значи намазот за дош. Намазот за дош. Намазот за дош, првиот хадис, кој го спомнува тука авторот Ибн Абдул-Хади рахимуллах, тој е ан Исхак ибн Абдилlah, قال أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس يسأله عن الصلاة في الاستسقاء فقال ابن عباس ما منعه أن يسألني خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه. Во овој хадис, кој го спомнуват, значи Исхак ибн Абдилlah, велит Исхак ибн Абдилlah, ме испрати мене еден од владарите. Еден од владарите ме испрати кај Абдулlah ибн Аббас, да го прашам како беше начинот на намазот кој го кланяше пегамберот салаллаху алейхи ва салем, кога му се молеше на Аллах Таала за дош. Тогаш Абдулlah ибн Аббас радијаллаху анхума му рече, што го спречи него да тој сам да ме прашат. Значи на почетно му рече, можеше тој мене сам да ме праша. Но продолжи потоа во одговорот му рече, пегамберот салаллаху алейхи ва салем кога намеруваше да се клањат, значи намаз, за да му се моли на Аллах субхана ва таала за дош, излагаше и беше многу скромен, беше, значи, покорен спрема Аллах субхана ва таала, беше, значи, исто се покажуваше како, значи, што има потребник, значи, спрема Аллах субхана ва таала, и потоа се клањаше два рекати како што клањаше за Бајрам. Значи, гледаш овде не е како за намазот за смрачување. Намазот за дош, тој е два рекати, исто како и бајрамските намази. Исто, значи, текбирите се тука содржани во првиот рекат 7 текбири, а во вториот после станување и справување 5 текбири. Значи, ова е начинот како што е опишан тука, но овде се спомнуваат во овој хадис од Абдулlah ибн Аббас дека пегамберот салаллаху алейхи ва салем не одржуваше никаква хутба. Значи не одржуваше никаква хутба. Туку само, значи, ги клањаше со, значи, таков намаз
како што се кланјаше исто и за бајрамските намази. Следниот хадис, од Аиша радијаллаху анха, кажуваат Аиша радијаллаху анха дека شكت الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضي له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه. Кажуваат Аиша радијаллаху анха дека дојдоа луѓе кај посланикот салаллаху алейхи ва селам и се пожалија за сушина. Значи имаше голема суштина, значи. И се пожалија. Тогаш пекамберот салаллаху алейхи ва селам нареди да му се стави мимберот негов во местото кај што има навика да се кланјаат муслиманите, значи мусалла кај што беше. Значи кај што кланја бајрамските намази исто и слично така. Да се стави тука. И потоа пекамберот салаллаху алейхи ва селам, значи излезе надвор, кога го спрема, излезе и значи се качи на мимберот, значи и значи му се заблагодари на Аллах субхана ва таала и потоа значи им зборуваше на луѓето за тоа поради што тие се имаат значи пожалено и така натаму. Сето тоа и им кажа пекамберот салаллаху алейхи ва селам дека Аллах субхана ва таала ви има вас наредено да вие на него да му се молите, а тој ви има обетено дека тој на вас значи ќе ви се одзвиет. И потоа пекамберот салаллаху алейхи ва селам правеше исто значи молитви за потоа значи правеше пекамберот салаллаху алейхи ва селам молитви за дош, значи за Аллах субхана ва таала, значи да дајте значи дош и потоа значи кога заврши со неговите молитви слезе од мимберот и клања 2 рекати, онакви рекати како за бајрамските намази. Значи во овој хадис се спомнува дека оддржа пекамберот салаллаху алейхи ва селам хутба. И таа беше значи пред да го кланјат намазот. Значи пред да го кланјат намазот. И ова не е значи во контрадикторност со хадисот на Абдулlah ибн Аббас, зашто Абдулlah ибн Аббас кога вели значи пекамберот салаллаху алейхи ва селам одржуваше хутба како ова вашето хутба, значи после намазот. Може би тој стигна во времето значи кога више пекамберот салаллаху алейхи ва селам заврши хутбето и почна со намазот и после намазот не одржа никаква хутба и потврдуваше за она што знае. Но да, и што видел. Но кога иде некој сахаби други, потврдува нешто додатно, тогаш треба да го примиш. Треба да го примиш и сите сахаба ридвануллахи алейхим се доверни. Анас радијаллаху анху исто пренесува од пекамберот салаллаху алейхи ва селам, кана набију салаллаху алейхи ва селам لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء وإنه يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه متفق عليه. Во овој хадис кажуваат Анас радијаллаху ан дека пекамберот салаллаху алейхи ва селам не ги креваше неговите раце во некои други молитви негови, освен кога се молеше значи за дош. И толку пекамберот салаллаху алейхи ва селам ги креваше високо неговите раце, што може луѓето значи да ги видат и белината значи од подмишките значи кај пекамберот салаллаху алейхи ва селам. Шейх Зейд рахимуллах вели, значи ова не значи дека да не го разбере некој погрешно дека пекамберот салаллаху алейхи ва селам никогаш значи не ги креваше раците. Не.
ги креваше. Симат пренесет од пекамбара салаллаху алейхи ве селем ситуации кој ги кревал неговите раце и правил дова, учел молитви. Но овде, значи, овде што се подразбира, значи, беше она во врска со на мимберот, на денот од џумаа. Значи, се овде, како што пренесуваат Енес ради Аллаху ан, е последниот хадис ке учиме, кога, значи, дојде еден човек во денот на џумаа, а веќе пегамберот салаллаху алейхи ва селем беше на мимбер и го држеше хутбето и се пожали дека имат во Медина голема суша фатено и така натаму, тогаш пегамберот салаллаху алейхи ва селем ги крена неговите раце и правеше дова. Ги крена неговите раце и правеше дова, значи, за дош. Што значи за џумаа само во случај кога имамот прави, значи, дова за дош, дозволено е за него и за присутните исто да ги кренат раците во тие моменти кога тој прави дова, а за други дови во други џумаи не ги кревал пегамберот салаллаху алейхи ва селем. Енес ради Аллаху ан токму тоа го потврдува. Енес ради Аллаху ан ги кланише џумаите со пегамберот салаллаху алейхи ва селем и го гледаше. Значи, во другите џумаи токму тоа учиме овој хадис, дека не ги кревал пегамберот салаллаху алейхи ва селем неговите раце. Исто се пренесуваат од Абдулlah ибн Зейд المازني كاجوات عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبال القبلة وصلى ركعتين. Во овој хадис се пренесува дека пегамберот салаллаху алейхи ва селем излезе кај, значи, местото мусалла кој беше, значи одредено за намаз. Значи, намази поради вакви, значи, работи за бајрамски намази, за намаз за смрачување и намаз за дош и така натаму. Тогаш пегамберот салаллаху алейхи ва селем, значи, неговото рида, значи, го смени. Значи, горната облека која беше, преднината која му беше предна напред, а стави назад. Преднината стави назад. Значи, сврти од другата страна и, значи, се сврти кон кибла и се кланяше 2 рекати. Што вели Шејх Зейд рахимуллах дека од суннетот е исто, кога сакаш, кога човекот се моли за дош, исто горниот дел на неговата облека, значи ако имат облека, што такви облеки, значи да, како ти пешкирите што се за ихрамот. Значи тие се лесно се вртат. Тоа што ти бил напред, го вртиш назад. Ама ти фанелава или бундава како ја свртиш. Значи треба да имаме разбирање во аргументи. Не ти велиш, јас сакам за сунетот да практицира и облакаш бундава од нопаку. Да, не можеш, значи, не можеш. Следниот хадис, а тој е од Енес. Кажуваат Енес ради Аллаху ан, анна Умар ибн al-Khattab ради Аллаху ан كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوصل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوصل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. عمر رضي الله عنه велит, значи Енес кажува за Омер ради Аллаху ан, во времето на Омер, кога беше Омер халифа ради Аллаху ан, кога беше долго време суштина во Медина, тогаш му велеше Омар ради Аллаху ан на Аббас, на чичкото од пегамберот салаллаху алейхи ва селем, му велеше ти моли му се на Аллах субхана ва таала, значи ние се кланяме со тебе сега, ама ти биди кој ќе ги прави довите, намазот кој ќе го води и ќе му се молиме на Аллах субхана ва таала за дош. Значи ова е дозволено, значи на некој присутен исто, што мислиш дека е тој добар човек, покорен човек, богобојазлив човек,
и да му рече за други работи, прави дова за мене. Значи, моли му се на Аллах субхана ва таала за мене. Ова е дозволено. Ова е дозволено, значи. Се некој го зема, значи, овие работи и да му се молат на пекамберот салаллаху алейхи ве селем. Но Омар ради Аллаху ан, зошто не отиде кај пекамберот во Медина беше тука, да му се молат за таа суштина да ја отстрани, да му се моли тој на Аллах субхана ва таала, не го правеа тоа. Туку Омар ради Аллаху ан одеше кај Аббас, кај чичкото од пекамберот салаллаху алейхи ве селем. А не тој значи да ојде кај гробот од пекамберот салаллаху алейхи ве селем и да бара значи кај пекамберот салаллаху алейхи ве селем овие работи, значи отстранување на таа суштина. Енес исто пренесуваат قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا قال لأنه حديث أحد بربه رواه مسلم. Znači u ovoj hadis кој исто така Енес ради Аллаху ан го пренесуваат, кажуваат дека бевме со пекамберот салаллаху алейхи ве селем и не фати дош. Тогаш пекамберот салаллаху алейхи ве селем горниот дел од неговата облека, односно од рамениците, ги слече. Значи ги отвори рамениците. За дождот да го накпаси раменото него. Од двете страни го направи тоа пекамберот салаллаху алейхи ве селем. И сахаба ридвануллахи алейхим кога забележаа тоа, го прашаа зошто го направи тоа ја Расулаллах, тогаш и кажа пекамберот салаллаху алейхи ве селем дека тоа е значи времето од кое тој се од кај Аллах кај нас слагат е многу блиско. Значи времето е блиско, значи тој е од височина, значи дождот од височината кој слагат удолу, времето е значи блиско, така значи пекамберот салаллаху алейхи ве селем се измиуваше, значи неговите раменици. И овде е доказ, значи кога се вели еннеху хадитhu ахадин би раббихи, значи тој е пресен, тој е значи сега од времето е блиско, слага значи од озгора, од кај Аллах субхана ва таала. Ова се кажува дека докази дека Аллах субхана ва таала е гора. Значи не е на секоја страна кај што велат некои заблудни секти, на секаде. Не, Аллах субхана ва таала со неговото битие над неговиот арш. Над неговиот арш. Зашто е мана за Создателот да има над него створенија. Ова е манливост. Значи не се прифаќа, значи. Не прифаќат, значи здравиот памет да прифати некого за Господар, за единствен обожаван, кој има над него други створенија. Значи ова не прифаќат. И последниот хадис од ова поглавие и последниот хадис од оваа книга, книгата на намазот, а тој е од Аиша бинт Саад. Аиша бинт Саад. Нејзиниот татко Саад е извести неа со следнава случка. А тоа беше пекамберот салаллаху алейхи ве селем се соочи во една битка со мушриците. И кога дојдоа до тоа место, веќе водите кои беа таму на тоа место ги имаа зафатено мушриците. Значи воѓето, изворите кои беа на тоа место ги имаа значи више зафатено мушриците. Значи таа страна кај што имаше извори вода, веќе имаа земено мушриците. Тогаш некои луѓе се пожалија кај пегамберот салаллаху алейхи ве селем. А во друга страна почнаа мунафиците да зборуваат. И мунафиците што беа во редовите на муслиманите почнаа да зборуваат, да велеа, ако веќе беше овај вистински пекамбер како тврди,
тогаш нека се моли тој за дош на Аллах Таала, како што се молеше Муса алейхи салату васелам за дош. Значи, ви мунафиците како почнуваат вакви ситуации, значи да ги искористуваат за себе си, за да направат значи удир против пегамберот салаллаху алейхи васелам и верниците. Тогаш оваа вест, овие зборови му дојдоа на пегамберот салаллаху алейхи васелам и тогаш рече пегамберот салаллаху алейхи васелам така рекле и потоа пегамберот салаллаху алейхи васелам значи почна да му се моли на Аллах субхана ва таала со огромни молитви. Се додека не дојде дождот. И се пренесуваат во хадисот, значи немало, значи никаков облак и предзнаци за дош. Но потоа дојде дош и сите можеа да се измијат и да се изнапијат и да изгасна нивната жет. И со сето тоа, значи мунафиците што изгледале овие докази со нивните очи, пак останувале мунафици. Пак останувале. Значи затоа ти немој да мислиш дека некој ќе види аргументи и ти велиш ќе прифатите овие. Значи има луѓе види биле со пегамберот салаллаху алейхи васелам и ги гледале овие аргументи директно тука и пак останувале мунафици, не верувале. И ти се очекуваш денеска, ја и ти значи да убедиш некого ове го нега. Не брат, упатството е кај Аллах субхана ва таала. Ти и јас можеш да му објасниш, ама ако Аллах таала му го запечатил срцето, ти не можеш ништо да му поможеш. Така што сме на крај на ова изворедна книга, значи книгата на намазот, и во идниот дерс ќе почнеме Китабул Дженаиз, книгата на дженазината. Значи правила за дженазина и така натаму, но тоа ќе дојде, значи тоа ќе дојде во идниот дерс, هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.